Денес уште еднаш го видовме стариот Бранко Црвенковски. Тој темата приватизација користи за уште една манипулација и политички блеф. Дури и студент од прва година на правниот факултет добро знае дека неговиот предлог е целосно нелогичен и не може да се реализира. Ако овој предлог Бранко Црвенковски го правил со неговиот правен тим, или тимот не е составен од правни експерти, или листите комплетно треба да се повлечат бидејќи предлагаат бесмислени работи. Во основите на нашиот устав постои забрана за ретроактивно значење на законите кои се на штета на странките во процесот. Предложените измени на Бранко Црвенковски се невозможни бидејќи тој всушност предлага ретроактивност на законите, што самото по себе е апсурд. Предложените, се извинувам, може да продолжиме така? Тој сака да се амнестира себе си и своите транзицијски пајташи за се што направи во криминалната приватизација. Како Бранко Црвенковски, така и неговите транзицијски пријатели многу добро знаат дека ја спроведува приватизацијата според важечките закони кои тие самите си ги донесоа во еднопартискиот парламент од 1994 до 1998 година. Со тие закони се заштитија самите себе си. Но сепак во стилот на врвен политички манипулатор и преварант, Бранко Црвенковски уште еднаш безобразно пробува да излаже јавноста со овој најнов ефтин политички трик. Сепак ВМРО-ДПМН е подготвена да збори секогаш и сегде за криминалните приватизации на Бранко Црвенковски. ВМРО-ДПМН би ја прифатила секоја идеја и тема, дури ќе понудиме контраидеи и предлози. Но истовремено нема да дозволиме да бидеме вмешани во манипулациите и валканите игри на Бранко Црвенковски. Толку од мене.